Дигитализацијата, дигиталната трансформација наметнуваат нови трендови кои што ќе имаат влијание и врз пазарот на труд. Во таа насока, дигитализацијата во образованието ќе има клучна улога. Денес за ова ќе зборуваме во ова издание на Приказна. Квалитетно образование кое што ќе овозможи дигитални вештини и развивање на знаење кое што ќе биде прилагодливо во поглед на потребите кои што ги наметнуваат дигиталните процеси на пазарот на труд е многу важно. Токму и затоа ова го истражувавме денес во Приказна. Начинот на вршење на работата во светот постојано се менува. Додека некои работни места ќе бидат отворени и во иднина, други ќе се затвораат, а речиси сите ќе се променат. Последната година ги забрза трендовите за дигитализација на работните места и ги натера организациите да бидат агилни и да ги преиспитаат и реструктурираат своите работни места. Дефинитивно процесот на менување на работни места се случува и дефинитивно дигитализацијата влијае на менувањето работните места, што е добрата вест. Добрата вест е што платите се многу повисоки. Секое работно место кое што е базирано на новите вештини има плати кои што се неколкократни повисоки од просечните и многократни повисоки од минималните. Иднината на работните места е важна тема, особено кога ќе ја имаме во вид дигиталната трансформација која ја налага технологијата. Многу обврски навистина можат и ќе бидат заменети со ефикасна употреба на компјутери и машини. Од друга страна, некои индустрии се соочуваат со недостиг на вештини. Живееме во дигитализиран свет, каде што се поголем дел од нашето секојдневие и нашите животи се посветени на дигиталните области, каде што може да се најде многу информации, но тие информации, квантитетот на информации, знае и гледаме сите како го намалува квалитетот. Така да дигитализацијата и дигиталната писменост се важни во образованието со цел утре луѓето, од кои ќе искочат од тој образовен процес, да знаат како подобро да ги сегментираат и да се навигираат низ сите тие информации кои што им се достапни. Една од главните придобивки на паметното и одговорно користење на дигиталните алатки е поголемата ефикасност и продуктивност. Кога зборуваме за придобивки од дигитализацијата, најчесто ги групирам во неколку едноставни целини, заштедуваме многу пари, многу време, имаме многу повеќе можности, многу повеќе слобода и многу повеќе избор. Дефинитивно, дигитализацијата ја потикнува трансформацијата, а во однос на создавањето работни места ја зголемува побарувачката за специјализирани професии. Социјалните медиуми не само што креираа нови навики, туку поттикнаа и нови работни позиции. Значи, социјалните медиуми од нивната појава пред некои 15 години, па сето сега и така го сменија начинот и на кој што купуваме и на кој што комуницираме и на кој што учиме и дефинитивно на кој што работиме. Со нивното станување на дел од секојдневниот живот дефинитивно се отвори можноста и потребата од професионалци пред се во визуелната интеракција и во комуникацијата, како графички дизајнери и специјалисти за социјални медиуми кои што на компаниите ќе им овозможат преку социјалните медиуми уште подобро да ги запознаат и да им бидат достапни на потенцијалните купувачи. Развојот на вистинските вештини е првиот неопходен чекор за дигитална транзиција, но и можноста за прилагодување на брзите промени во работната средина. Добрата вест е што младите генерации денеска можат да не зависат како нас под ризикот дали ќе можат да имаат добра екзистенција или пак ќе треба да се борат навистина за да преживеат како за жал многу генерации претходно. Анализите покажуваат дека најбараните вештини во 2020 година биле креативност, тимски дух за соработка, бизнис аналитичност, маркетинг вештини за продажба, работа со компјутерски облак, вештачка интелигенција, графички дизајн. Па младите и тука и во светот се заинтересирани за оние IT и дигитални професии кои што и на локално ниво и на глобално ниво не запираат со побарувачката. Значи тука пред се, да кажем, пак ги повторам, графичките дизајнери, UX дизајнерите, дигиталните маркетери, програмерите, специјалистите за data science, односно за напредна обработка на податоци. Но исто така морам да потенцирам и ова ние во Brainster особен фокус посветуваме на истото е дека покрај техничките знаења што одат во овие професии,
Многу важни се и еден друг, да кажем, сегмент на вештини, особено меките вештини, и нели способноста за тимска работа, за аналитично и критично размислување, за решавање на проблеми, за агилност и за соработка. И многу важно бидејќи овие технологии и овие професии се менуваат многу динамично, многу често, многу е важна и способноста и подготвеноста за континуирано, тоест доживотно учење и надоградба на вештините. Најважниот концепт што се чини дека треба постојано да се воведува е доживотно учење, кое дефинитивно го наметнува дигиталното време во кое живееме. Па целта, нели, замислата на формалното образование, бидејќи нели почнува уште рано во животот на еден човек, е да постави една добра основа, еден добар темел за да кажам развитокот на знаењето и на вештините на една индивидуа. Неформалното образование потоа доаѓа, нели, за во овој свет каде што имаме многу динамични и чести промени, да му овозможи на секој човек да ги надградува тие вештини и да стекнува нови вештини, иако веќе го има комплетирано тој процес на формално образование. Воведувањето на дигитални алатки во образованието е многу сериозна и важна тема во македонското општество, од што ќе зависи иднината на денешните генерации, ученици и студенти, вклучително и перспективите на целата земја. Кај нас се уште постои сериозен јас помеѓу формалното и неформалното образование во делот на дигитализацијата. Се што е неформално, па дури би кажал се што е приватно образование, многу полесно се адаптира и прилагодува новите потреби. И ако се завртите кон САД, ако се завртите кон Западна Европа, ќе видите дека одамна има курикулуми кои што се достапни онлайн и кои што се сериозни кредити, а дури и завршени степени на образование за секој човек. Дигитализацијата во 21 век, во 22 година од 21 век е потреба, е нужност, е нешто кое што дава многу можности. Ако ја негираме, ако продолжиме да сметаме дека само еден начин, традиционалниот е добар, нема да постигнеме и нема да ги стигнеме, особено младите нивните врсници од светот. Токму затоа апелирам да овој јас што се создава кај нас да се надмине. Математички талент е платформа во која се содржани како програми, така и соодветни материјали за работа со талентирани ученици за математика во основното и средното образование. Вистински пример како преку дигитализацијата материјалите се достапни до голем број на ученици. Цело време чувствував потреба дека недостасуваат материјали, а особено материјалите да се достапни до сите. Има две работи. Македонија е малојазично подрачје, тоа е првата работа. И од тука секое пишување, издавање на книги не носи некој голем профит, а штетата е поголема доколку книгите не се достапни до сите деца, односно материјалите не се достапни до секое дете да може во било кој момент да тие материјали да ги земе. Можноста во секое време да се додаваат нови материјали ја прави оваа платформа уште поатрактивна за сите талентирани ученици кои ја сакаат математиката. Покасно се покажа дека треба плюс нешто, материјали за редовна настава. Па дојде до проширување на литературата, книги, редовна настава, надпревари. Значи во два дела секој одделение е поделено. И тоа сето е направено покрај програмите, сето е направено од почетокот до 4-та година средно. Фалат уште книги, уште се потполнува. Тоа е едниот дел. Вториот дел од платформата беше надарени ученици и редовна настава. Па нормално се потребни дополнителни материјали. Учебниците и книгите не содржат се. Затоа се одлучивме, јас и колегите со кои што соработувам, се одлучивме да земеме статии кои што се за надарени ученици, кои што се пишувани од наши колеги, тој дел исклучиво на македонски, да бидат поставени. Така да на сајтот има околу на платформата 608, бас вчера ги пребројував, статии кои што се достапни за нашите деца, почнувајќи од почетно образование, од второ одделение до 4-та година средно. Спојот од долгогодишна работа, квалитетните материјали и големите можности на дигитализацијата го креирале овој успешен пример, кој веруваме дека ќе биде инспирација за многу други, користејќи ги можностите на новото време. Од прилика дневно, значи имате 100 симнување во просек, 100 симнување на материјали последниве 4-5 месеци, што е исклучително голема бројка со оглед на тоа колку Македонија е мала.
Значи во дневно имате преку 80 до 120, некои денови и 200-300 посети, зависи од потребите на децата, на колегите, посети на сајтот, кои што вршат преглед на материјалите. Меѓутоа, порелевантно е колку материјалите се симнуваат. Ако вие имате секој ден од 80 до 100 симнување на материјали, тоа значи дека читателите, колегите, родителите, учениците препознале дека е нешто за што вреди да се заинтересираат. Со оглед на тоа да платформата почна да ја правам со колегите, јас сум во суштина главниот носител, да кажам, на оваа платформа, почна да ја правам со колегите некаде крајот на август, почетокот на септември. За толку краток временски период, таква посетеност, можам да кажам дека сум исклучително задоволен. Дигиталното време забрзано чекори, носи нови промени и нови навики. Ми се чини дека не успеваме сите да се прилагодиме на нив, особено ако зборуваме за образованието како значајна карика. За жал така е. Значи, дигиталните промени се експоненцијално. Има промени во таа дигитална средина, така да бара нависена брзо да се променат и да се прилагодат процесите во општеството. Кога збориме во образование, исто така бара многу побрзо од другите процеси во секојдневниот живот. Знаеме дека образовните процеси имаат цел екосистем, во кој што за да имате промени мора сите алки од тој екосистем да ги прилагодите кон таа дигитална транзиција. Тука влегуваат прво наставниците, понатаму учениците и целиот тој курикулум во кој што мора да биде прилагоден кон таа трансформација на тој образовен процес. Дефинитивно не е лесно, но светот веќе работи со години за да може да ги стигне тие промени во кои што навистина се тешки за да ги стигнат. Тоа не е само кај нас. Знаете, на светско ниво образовниот процес некако не успева да ги следи тие промени во кои што таа дигитализација ги носи секојдневно. Ги споменавте наставниците и учениците. Јас би сакала да ги споменам и родителите како значаен дел од кругот, кои што знаат да бидат влијателни, особено затоа што често пати не можат да го сватат тој информацијски јаз кој што се создава генерацијски и кој што мораме да го прифатиме. Дефинитивно. Јас не ги спомнав заради тоа што во образовниот процес Министерството за образование и наука треба тие промени да ги направи во тој процес. Додека државата или владата во овој случај треба да работи со општеството за да може тој граѓанин да го трансформира на дигитален граѓанин. Така да потполно сте во право, ако ги немаме тој екосистем, значи прилагоден кон таа транзиција, тешко ќе оди. Тука значаен дел е родителот, но исто така и материјалите во кои што учениците и тој мајндсет во кој што треба да се промени не само кај наставниците и кај учениците и кај целото, мислам во целото општество ние секојдневно треба да се промениме и во сите процеси ни се толку различни и толку целта кон тоа што треба да се постигне веќе различно од тоа што беше пред 10 години. Пандемијата само го нагласи тоа како проблем со кој што сме соочени. Во таа насока видовме дека образовниот систем кој што се одвиваше треба многу да се менува за да се прилагоди на дигиталната ера во која што живееме. Ајде малку да го опфатиме оној дел како ќе се менува пазарот на труд и како образованието од аспект на дигитализацијата да се вклучи во тој процес. Па исто така е предизвик. Не само кај нас, во светот. Истражувањата велат дека негде во 2030 година негде над 80% на работните места денеска не се измислени уште, не знаеме како ќе изгледаат. Тоа се поврзува со образовните процеси. Значи, образованието веќе мора да биде пофлексибилна средина во која што ќе се прилагоди кон потребите на пазарот на трудот. Исто така е предизвик, не само кај нас. Веќе во светот се прават анализи
се прават акцијски планови, се прави инфраструктура, исто така се инвестира многу во тој пристап кон нов начин на образование. Вие знаете дека ние сме пред врата на индустрија 4.0, во која што се поврзува многу со вештачка интелигенција, со машинско учење, така да сите тие промени дефинитивно ќе барат нови вештини во кои што ќе ги има пазарот на трудот. Образовните процеси, ако ги анализираме во нашата држава со соседните, нема да одам подалеку, за жал заостануваме и тука. Ние немаме некоја државна стратегија реална во која што целиот тој екосистем ќе биде паралелно, ќе се подобрува и ќе биде во согласност со потребите на пазарот на трудот. Ние пробуваме од време на време да менуваме нешто. Некои зборови во кои што се атрактивни почнуваме да ги употребуваме како дигиталност, онлайн учење, учење во дистанца, но никако не успеавме цел екосистем да направиме. Ја спомнавте пандемијата, ние за жал не учевме многу од пандемијата и се уште нашиот образовен систем не ги следи. И тие процеси во кои што мислев и бев многу сигурен дека професорите ќе продолжат да ги негуваат, веќе ги забораваат. Значи, таа комуникација во која што беше тогаш мораше така да биде, преку мејл, преку тој learning management систем во кој што како и да постои, не гледам дека се употребува. Значи се вративме на старото и некако го заборавивме тој дел. Мислев дека тоа ќе ни даде еден буст, но за жал не го гледам тоа. Иновациите кои што ќе ни се случуваат ќе не тераат сите нас постојано да учиме, не само учениците, туку и ние веќе како возрастни ќе мора да развиваме некои вештини кои што до сега не ни биле нешто со кое што сме соочени, но очигледно е дека ќе мора да ги менуваме тие навики. Колку во таа сфера ќе има значајно неформалното образование? Дефинитивно. Значи, неформалното образование е клучен елемент во нашата кариера. Тоа фактички математички, ако гледате, е так. Ние се образуваме еден период на животот и после цел живот работиме. Значи, ако гледате визуелно, гледате дека 1/3 од животот ви е учење, после ви е работа. Ако вие, а од другата страна исто така рековте дека мора да се навикнеме да работиме и да учиме. Значи, тоа веќе е максима сегде, значи работи и учи, нема веќе само да работам, туку ќе мора да се прилагодиме и да учиме, да се менуваме и да бидеме компатибилни со пазарот на трудот и со потребите во кои што таа институција во која што работиме ги има. Тука клучен елемент ќе биде во иднина, значи тој дел на неформално образование, заради две причини. Прво, се многу пофлексибилни. Второ, соработуваат многу со приватниот сектор, со small and medium enterprises. Значи, тие се тие во кои што ги диктираат тие промени во општеството. Ако ние не знаеме да ги слушнеме и да имаме слух што утре ќе им треба, ние секогаш ќе бидеме, и така е образованието чекор назад од технологиите, тогаш ќе бидеме некомпатибилни тотално. Така да ценам дека треба тој свич како луѓе, како граѓани да го направиме и да навистина да учиме цел живот. Колку за ова е свесна бизнис заедницата, колку гледаат и тие дека се дел од тој екосистем кој што треба да даде звучност, гласност за да може да се направат одредени промени? За среќа тука мора да кажам, јас сум дел од образовните процеси и во приватниот сектор и во реалното во образование, веќе почнуваат да се менуваат и образовните процеси, образовните институции и приватниот сектор. Порано беше многу тешко да ги седнете на една маса и да разговарат за проблемите што ги имат и потребите. Денеска веќе посвесни се и образовните институции, тука нарочито мора да нагласам високообразовните институции, веќе денеска се фалат со колку брзо им се вработуваат студентите на пазарот на трудот и врз основа на тоа тие се рангираат кој е подобар, каков квалитет и каков курикулум има. Така да од таа гледна точка веќе образовните институции почнуваат да се менуваат, да бидат пофлексибилни. За жал, тука мора да напоменам дека законот многу ги ограничува и трае многу една промена во таа структура на студиската програма.
И тука се многу ограничени. Од другата страна, приватниот сектор исто така веќе станува свесен колку е битно образовниот процес и колку е битно тие да инвестираат и да соработуваат, бидејќи се соочуваат реално со проблеми. Денеска најголем проблем во нашето општество, во индустријата не се ни парите веќе. Денеска е човечкиот капацитет. Значи тие веќе денеска се соочуваат со знање имаат, инфраструктура имаат, можеби и финансиски се добри, но немаат луѓе во кои што ќе ги реализираат тие иновации и тие знања. Така да мислам дека тој процес ќе треба уште малце да се подобри од аспект на инфраструктура. Тука државата има клучно значење да креира такви технолошки паркови, инкубатори, центри во кои што ќе бидат отворени, во кои што ќе пијат кафе, ќе се видат заедно и врз тој муабет ќе се променуваат и приватниот сектор ќе биде посвесен што го очекува, но и универзитетите и средното и основно образование ќе бидат малце пофлексибилни. За жал, тука мора да напоменам дека нарочито во основно и средно образование државата мора да работи многу со наставниците за да може да се промени тој, ајде да кажам, стил на барање на знаење од учениците, бидејќи таа генерација, нарочито таа генерација во основно ќе се соочи со многу големи проблеми. Ако тие сега се креираат, значи таа матрица на размислување сега се креира кај децата. И ако таа е толку затворена инбокс, тогаш ќе имаат проблеми во секојдневниот живот, колку и да се добри во, не знам, каква е диплома да имате, ако тој пристап на решавање на проблеми ви е различен од тоа што денеска ви го нуди, еве да кажеме, индустрија 4.0, што ќе ти ја нуди, што ќе имаш пред тебе можности да ги решаваш проблемите преку машина, не рачно, вие ќе нема да бидете компатибилни. Во таа насока би сакала да ги споменам информациите како значајна точка, ајде да го наречам, на цел образовен систем, бидејќи во моментов ми се чини дека сепак имаме делови во образованието кои што се дел од нашето образование, а тоа веќе не е применливо денес, бидејќи информациите побрзо патуваат и многу деца имаат можност да стигнат до одредени информации кои што се новина во учебниците се уште не се достапни. Да, во право сте, значи денеска веќе младите се толку информирани, во кои што навистина понекогаш имаат и реално и се соочуваат со проблемот зошто ова го учам кога има нешто друго во кое што е по-оптимално, по-добро решение нуди и така натаму. Но од другата страна јас гледам и голем ризик тука. Ризик прво од аспект на сигурност. Вие спомнавте родители, значи ние имаме општество во кое што ги нема тие базични вештини, дигитални вештини, тешко се снаоѓаат во денешно време. Од другата страна се соочуваат со нивните деца во кои што се навистина имаат многу големи вештини за бидејќи растат со технологии. И тука постои тој ризик на незнање на родителот како да го едуцира детето да биде сигурен во тој дигитален свет. Исто така ценам дека ова е еден голем ризик за младите, исто така државата треба да работи многу за да може да ги обучи преку информации, обуки, некако емисии можеби за cyber security, за можноста на детето, родителот и сите ние во кои што живееме во овој свет да бидеме по-спокојни утре кога тој ќе расте, да знаете дека секој ден јас и на младите им велам дека тие креираат портфолио, дигитално портфолио. Утре можеби тоа ќе им биде позитивно за кариера, но можеби ќе им се врати негативно, зависи каков тип на портфолио креираат. Заедно со уште неколку луѓе работевте на една интересна платформа. Би сакала да споделиме кои се искуствата кои што таа платформа ќе ги донесе и кои се можностите кои што еве може да ги имаат идните генерации од аспект на дигиталното образование. Имајќи ги во предвид овие што ги разговаравме досега, значи бев и се уште сум проектен менаџер на еден многу убав проект, Skills for Future. Значи таа е национална, да кажеме, институција веќе. На национално ниво планираме да нудиме сервиси и веќе се нудат. Значи, тие се вештини во кои што се уште се многу малце познати или воопшто не се познати кај нас.
И тоа го правиме баш заради тоа за да може да ги информираме и да ги спремеме младите, но и приватниот сектор и индустријата за тие нови можности, можеби е подобро да кажам, за да можат да бидат компатибилни. И таму имаме обуки од типот на Building Information Modeling, во кој што сите градежни компании и градежна индустрија веќе во светот влегува во тој дел, се уште и во Европа многу малце се знае, но се работи во Европска Унија се прави стратегија за од 2024 да може тоа да се имплементира задолжително во таа градежна индустрија. Тоа ги подобрува сите процеси во градежната индустрија, но исто така работиме во текстил, например. Имаме 3D моделирање во кој што дизајнерите што се бават со мода, наместо да креират модели во кукла како во нели денеска што го прават, за жал уште креират во аватар и тоа е и побрзо и подобро и поеколошки. Но исто така работиме за обновливи извори, така да имаме лаборатории во кои што ги учиме и обучуваме и вработените од разни компании, но и младите, за да можат, знаеме дека и тоа е ќе биде битна индустрија во иднината. Работиме во земјоделство, така да таму сакаме да ги внесеме тие нови технологии, нови можности за да може да се подобри. Иднината на работните места несомнено е поврзана и со следењето на случувањата на новото време. Дигитализацијата во образовниот процес е неопходна за да бидеме во тек со се што се случува во светот. Нашиот пример вели дека навистина ги следиме трендовите, посебно за дигитализацијата. Денеска знаеме дека не можеме да најдеме едно соодветно работно место без дигитално писмен работник. Така да мислам дека се трудиме и сме на добар пат и чекор по чекор сакаме да ги стигнеме светските сили околу дигитализација да имаме една дигитално писмена нација. Социјалните мрежи не само што го променија начинот на секојдневното функционирање, туку ја променија и побарувачката на пазарот на трудот. Многу се променија работите, се трудиме да се адаптираме кон сите нови работни позиции. Се отворија многу работни места, можеби се затворија некои стари работи, традиционални работни места, меѓутоа се отворија навистина нови работни места. Сведоци сме на едни нови платформи како Upwork, на нови работни места како content writer, copywriter, compliance finance manager и слично. Дигитализацијата во образованието ни е потребна за современ и поедноставен начин на комуникација и учење. Отвара многу нови можности. Отворени сме кон она што е создавање на слобода при креирање на алатки, на компјутерски алатки и компјутеризацијата и дигитализацијата значат, мислам дека интернационализација, ослободување и креирање на еден простор во кој што сите ги делиме своите добри практики. Придобивките од дигитализацијата во образованието и во формалното и неформалното, државното и приватното се огромни, вели професорката Груевска за приказна и додава дека соработката помеѓу сите чинители на процесот е од големо значење. Мислам дека сите дојдовме до едно сознание каде што сфативме дека си требаме едни на други и дека и формалното и неформалното образование креираат еден мост. Ние се обидуваме секојдневно да бидеме тој мост меѓу формалното и неформалното образование и сите оние придобивки и олеснување на еден убав пристап, атрактивен пристап на неформалното образование да ги вметнеме во формалното образование. Секојдневно учење и прифаќањето на сите нови предизвици води до дигитално писмена нација. Сепак треба да сме отворени, да восприемаме сето она што го нуди дигитализацијата. Навистина би било недостиг на нас да не ги восприемаме сите можности кои што ги нуди дигитализацијата. Значи секојдневно учење, поддршка од страна на инструкторите би биле еден добар пат кон дигитално писмена нација. Родителите, наставниците и учениците се многу значајни во поглед на процесот на образование. Општествените промени кои се случуваат како резултат на дигитализацијата од тој аспект ќе бидат многу значајни. Тие сите заедно ќе го креираат пазарот на труд во иднина. Ова го истражуваме денес во приказна.
Еден од најголемите предизвици е да се направи промена во нашиот образовен систем, која ја налага дигиталното време. Па дигитализација во образованието е потребна од причина што овие генерации денеска се раѓаат, живеат, учат и работат во дигитално време. И едноставно, она наша емотивна врска со кредата и таблата, кај нив се губи, заради тоа што нивната прва средба е со таблетот, со мобилниот телефон, со интернетот и нормално да очекуваат многу повеќе дигитализирано образование. Иако имаме пристап до мрежните платформи за самостојно учење, можноста да се прилагоди и прифати природата на брзите промени во дигиталниот свет треба да биде втемелена и во училишните и во постучилишните системи во Западен Балкан, во кои е и Македонија. Едно истражување што го правевме неодамна во земјите од Отворен Балкан, Македонија, Албанија и Србија, покажа дека 70% од учениците, например, не се за онлайн настава, меѓутоа што беше суштината за тоа? Не се за неквалитетна онлайн настава, меѓутоа втората точка беше дека бараат осовременување и дигитализација на образовниот систем. Европската комисија во 2017 година ја објави Европската рамка за дигитална компетенција на наставниците. Акцискиот план за дигитално образование на ЕУ 2021-2027 вклучува визија за високо, квалитетно, инклузивно и дигитално достапно образование во Европа. Пандемијата, предизвикана од вирусот COVID-19, го префрли образованието во онлайн просторот. Едновремено, покажувајќи дека технологијата е незаменлив елемент во образованието, обликувајќи го образовниот систем во соодветен за новото дигитално време. Дигиталната европска рамка за компетенции на наставниците е намената за тоа, да им овозможи на наставниците да го утврдат своето ниво на компетентност во дигиталната област и со тоа да ја утврдат својата индивидуална потреба за доквалификација. Освен тоа, таа дава информации за тоа кои дигитални компетенции мора да им се пренесат на граѓаните од иднината. Многу е важно да се разбере дека и наставниците ќе мора да се приспособуваат на новите околности во свет кој станува се подигитален. Потенцијал на дигитализираното образование, според современите теории, е во можноста за персонализирање на наставата, како и за интерактивен процес на учење. И што е најважно, се можат да видат кои се трендовите, кои се праксите, кои се добрите можности што ги нуди светот и да го споредат и спроведат тоа тука. Така што тоа е многу голема предност, која што не само што ја користат, туку треба многу повеќе да ја користат во овој дел, но главниот акцент мора да биде ставен на повозрастните, особено работодавачите. Мора да разбереме дека очекувањата, навиките, потребите на младите луѓе под влијание на дигитализацијата се менуваат. Знаете, ако вие денеска еден имейл можете да го пратите или закажете сред ноќ, или можете некоја работа да ја завршите сред ноќ, чудно е на денешните генерации да им објасните дека мора да имаат фиксно работно време. Воведувањето на новите технологии во училиштата е образовно, а не технолошко прашање. Прогнозите укажуваат дека дигитализацијата на образованието ќе донесе светла иднина, со образование достапно за сите, со подобар квалитет и пониски трошоци. Но, ова може да се постигне само доколку процесот е обликуван да одговара на сите засегнати страни. Достапност, флексибилност, поперсонализирана, да кажам, поперсонализирана патека за учење за секој што е инволвиран, одговорност пред себе, дека се тракира, се мери, можеме јасно да видиме што е добро и треба да го да продолжиме да го правиме, што не е толку добро и треба да го промениме. И пред се поголема, морам да кажам, поголема вработливост на сите луѓе, значи луѓето што одат и учат во еден дигитализиран образовен процес. Утре, бидејќи живееме од дигитализиран свет, нивните вештини, нивниот начин на размислување и работа е порелевантен за индустриите. Дигитализацијата на образованието невозможно е да донесе придобивки доколку е несоодветна за образовниот кадар и за учениците, односно ако тие не се подготвени за неа. Па дефинитивно сега со короната се појави таа потреба многу повеќе од претходно. Меѓутоа, големи институти како Хардвард, Стенфорд, више тоа го прават веќе десетици години. Меѓутоа, проблемот во дигитализацијата во образованието е верификацијата и сертификацијата.
Тоа ќе биде место каде што секогаш ќе има потреба од човечки фактор, бидејќи ние секогаш ќе најдеме начин да заобиколиме некаков систем за верификација кој е целосно дигитален. Затоа треба да има и човечки фактор кој што ќе го верификува знаењето, се пренесе знаењето е лесно на дигитален начин. Во моментов има безброј места каде што може да учите дигитално, као Udemy, као Coursera и така натака. Меѓутоа, за да тоа држи во тежина, да кажеме, мора да има и сериозно сертифицирање и верификување. И тука не е доволно технологија, тука треба и човечки фактор. По придобивките се дефинитивно разголемен пристап до образование, до тие што не може да го добијат. Тоа е една голема поволност. Друга е намалување на трошоците. Значи, родителите и општо и помладите луѓе и дури постарите имаат трошок околу пристапот до тоа образование, кој требам секој ден да идам некаде, треба да се хранам, треба ако добиам тоа дигитално, можам да го добиам од било каде, не морам да го напуштам од дом, нели? И можам полесно да сум информиран на поголем скейл за нивото на образованието и ќе имам повивидна статистика за што ми се случува моментов на територијава, него ли на неконтролираниот, да кажеме, начин на образование кој што денеска се случува. Формалното образование со физичко присуство не можам толку да го мониторирам. Меѓутоа дигиталното можам да го мониторирам и да имам повеќе податоци кои што ќе ми бидат корисни во подобрување на развојот на дигиталните алатки за образование. Се има интересен закон тука што се вика законот на Парето, што вика вака: 20% од семките значат за 80% од плодот. Така да 20% од работите што ги учиме низ текот на едно формално образование ќе сочинуваат 80% од резултатите или од работите што ги користиме понатака. Така да приватните академии, неформалното образование најчесто пробуваат да ги најде тие најкористливи 20% кои што ќе ми го сочинуваат работниот ден и да се фокусираме на тие 20%. И да видиме како со тоа можеме да го минимизираме времето на учење, а да го зголемиме потенцијалот на човекот што го стекнува тоа знаење. Тоа ќе зависи дефинитивно од мотивот. Значи, треба прво да знаеме кој е потенцијалот што можеме да го оствариме користејќи на дигитални алатки. Така, многу луѓе не се баш и свесни за тоа, бидејќи Македонија не вложува огромен маркетинг, да кажеме, во промоција на дигитални алатки. За жал, не верам дека има доволно, заради тоа дури тек сега го откриваме потенцијалот. Можеме со тоа што ќе погледнеме кон запад и ќе видиме како дигиталните алатки им помагаат на, да кажеме, на рандом луѓе да најдат работа одма без да мора да аплицираат за работа. Пример, Uber овозможи милиони нови работни места на луѓе што претходно не може да најдат работа. Така да треба дефинитивно да введеме технологија која што ќе овозможи раст и во економијата и во глобалната свест и персонален развој. Во време на силна дигитална дистрибуција и размена на информации, многу е важно да се развијат вештините за дигитална писменост. Ефективното искористување на ресурсите и безбедното користење на услугите кои ги нудат дигиталните медиуми е многу значајно. Во насока на елиминација на несаканите ефекти и зголемување на меѓусебната доверба, неопходно е аналитично и критично постапување кога станува збор за прифаќањето на новите, пред се, интернет базирани сервиси, алатки и извори на информации. Со цел да се стекнеме со вештини за дигитална писменост кога користиме алатки кои содржат одредени информации поврзани со образование, неопходно е да
знаеме каков е кредибилитетот на сопственикот или авторот на веб страницата, дали таа има прецизен датум на објавување, дали објавените податоци се од лице кое има кредибилитет да објавува ваков тип на податоци. Барајте показатели за квалитет на информациите односно линкови и извори кои треба да се проверат. Дали тој кој го објавил е автор или има права на реобјавување. Критичноста е многу важна за вашата дигитална безбедност. Кои се најатрактивните професии кои што во иднина ќе постојат на пазарот на труд? Откриваме денес во артикулација. Вештачката интелигенција е гранка на компјутерската наука која ги програмира компјутерите да извршуваат задачи на интелигентен и човечки начин. Вештачката интелигенција користи техники за носење одлуки моделирани по човековата интелигенција. Вештачката интелигенција веќе долг период се користи во нашиот секојдневен живот и тоа како веб пребарувач, например Google, системи со препораки, Netflix или Glay, разбирање на човечкиот говор, Alexa и Siri, автомобили кои се управуваат сами. Google Books е извонредна опција за пребарување на книги и други лиценцирани трудови групирани во 8 стручни области: економија, биологија, филозофија, политички науки, лингвистика, физика, хемија и математика. Google Scholar е онлайн истражувачка алатка која е доста слична на разгледаната Google Books, но со таа разлика што таа се користи за пребарување и пронаоѓање на различни статии и стручно научни трудови. Twitter Search е пребарувачот на еден од најпопуларните сервиси за размена на информации преку методиката на вмрежување на корисниците. Од она што денес го истраживме, гледаме дека дигитализацијата несомнено ќе биде многу важен процес во поглед на образовните промени, на кои што сакале или не ќе мора да се прилагодиме. Довидување до следната приказна.